Сите нешта и сегменти од нашето општествено живење се од исклучително важни за државата, општините и за сите наши граѓани. Тие нешта на еден или на друг начин се регулирани со важечка законска регулатива. Но мора да си признаеме дека законите честопати се во меѓусебен расчекор, односно неусогласеност на еден со друг, и таквите слабости не смееме да си ги дозволиме. Па е повеќе од нужно тоа да биде ставено на совршен ред. Особено кога се работи за исклучително важна и чувствителна работа, како што е превозот во патниот сообраќај. Токму овој состанок е во функција на неопходно усогласување во работењето во тој дел или по-конкретно ставање крај на долготрајната неусогласеност на Законот за инспекцијски надзор и Законот за прекршоци кои датираат од пред 3 години со Законот за превоз во патниот сообраќај. Ставањето на маса на сите проблеми кои произлегуваат од споменатата неусогласеност на одредени одредби од еден закон со одредбите од друг закон, но и многу слични проблеми низ примери и компаративно видување за нивна примена е од особена важност. Се надам дека преку расправата и заклучоците кои ќе произлезат од денешниот дневен ред на овој работен состанок, а кои ќе ги утврдуваат токму тие проблеми околу неминовната несовршеност во примената на неусогласени закони, ќе ги даде посакуваните решенија и резултати, а со тоа на општинските инспектори во многу што ќе им биде олесната работата. Јас пред да завршам, затоа што е покрај формалниот дел овај работен состанок, може би кога разговараме за потребно усогласување на закон, јас сум спремен заедно со сите вас, заедно со општинската администрација да одржиме уште една работен состанок на кој што ќе ги повикаме и сите пратеници да учествуваат, кои што ги имаме од регионот или представници од градовите каде што има инспектори за сообраќај. Зошто? Заради тоа што тие сами може да поднесуваат измени, дополнување на закони, усогласување на закони, автентични толкувања, кои што верувам дека ќе бидат потребни при реализација на нашите намери кои што денеска ќе произлезат како заклучици од денешната средба.